Нова пресуда против Сашо Мијалков. Судот денеска се произнесе за предметот Трезор, дека поранешниот шеф на некогашната управа за безбедност и контраразузнавање ја злоупотребил службената положба и овластувања при набавката на електронско-комуникацијска опрема од британска фирма за потребите на УБК. За наведените кривични дела, судот обвинетиот Сашо Мијалков го осудува на единствена казна затвор во траење од 8 години. Судот им одреди високи затворски казни на соработниците на Мијалков, 15 години за поранешниот функционер на УБК Горан Груевски кој е пребеган во Грција, 5 години за екс-помошникот министер во МВР Небојша Стајковиќ и за поранешниот шеф на кабинетот на Мијалков Тони Акимовски. Обвинителството побара, судот одобри притвор за Мијалков. Тој се врати во затворот во Шутка, каде се наоѓа речиси 2 месеца откако беше првостепено осуден на 12 годишна затворска казна за незаконското прислушување. Браната тврди дека овие две конструирани обвиненија и овие пресуди кои се донесени по овие конструирани обвиненија нема да ја истрпат правната критика на одбраната, ниту пак студиозната и основана проверка на овие пресуди од страна на повисоките инстанции. Четворицата кои денеска беа осудени се задолжени солидарно да ја надоместат штетата направена на буџетот на државата, зашто опремата наместо директно да ја набави МВР била купена со посредство на фирмата Финзи и со тоа според обвинението биле злоупотребени околу 860.000 евра. Од Финзи се конфискува имотна корист остварена од кривичното дело од околу 160.000 евра. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.